Јас веќе се надевам дека линковско вклучување ќе имаме сега со нашата колешка Ирена Пепелјуговска-Цветановски. Ќе разговара со Огнен Јанкуловски, кој е координатор на програмата во Импакт фондација. Од почетник па како дојдовме до успешен фриленсер, не инфлуенсер, фриленсер. Добро утро, Иренче. Добро утро, Слободанче, добро утро, почитувани. Ова утро екипата на утринската програма Добро утро секој утро се наоѓа на едно место во Скопје кое што го има највеселото, најсреќното име во градот, а тоа е Среќа бар. И како што кажа наша Слободанка, ова утро наш и ваш утрински гостин Линковски е Огнен Јанкуловски, координатор на програма во Импакт фондацијата. Имено оваа фондација во четврток на 21 декември, токму овде во Среќа бар, односно во Стартап Скопје, ќе има свој настан со почеток во 18 часот. Малку повеќе околу агендата, околу програмата, сето она што ќе се случува, ќе разговараме со Огнен. Огнен, добро ти утро. Добро ни дојде еве вака Линковски во програмата, во емисијата Добро утро секој утро. Ајде малку за агендата што ќе се случува во четврток. Здраво, Ирена, фала за поканата. Значи, во четврток овој настан ќе ни е прв во низа на настани што сакаме да ги организираме. Целта на овие настани е да ни се подигни свеста кај младите за можностите што ги нуди фрилансирањето. Затоа, како гости предавачи, сакаме, собираме, координираме искусни фриленсери да го споделат нивното знаење што имаат стекнато во текот на годините. Сега специфично за четврток ќе имаме гости спикери што ќе зборуваат како да се стане успешен графички дизајнер. Ќе имаме гости од Битола, Мартин и Милена, кои што ќе споделат нивното искуство како, значи, Милена беше неискусна, како таа помина програма кај Мартин, се стекна со знаење за маркетинг, графички дизајн по-специфично и стана успешен фриленсер. Кој се може да учествува на овој настан што ќе се случува во четврток? И сите оние учесници каде ќе може да ги применат своите знаења понатаму? Така, значи овој настан ни е отворен за сите кои што се заинтересирани, само треба учесниците да си го резервираат своето место. Има формулар на нашите социјални медиуми, на Facebook и на Instagram, само тој треба да пополнат и слободно можат да учествуваат. А секој искуство и знаење што ќе стекнат од овие настани можат да го искористат во нивните кариери. Мислам, тоа е еден куп вештини и меки вештини кои се потребни не само за фриленсинг, туку и во секоја друга кариера кој ќе имаш интеракција со луѓе, што е сега. Дали е настанот наменет за почетници, значи луѓе кои што воопшто не се фриленсери, како што кажавте, нели, дел од предавачите се тие, кои што ќе ги презентираат и своите знаења и искуства, дали се почетници или се веќе фриленсери? И да го објасниме терминот фриленсер. Да, значи овој тип на настан е за било кој и почетник и некој што има искуство. Значи има доста дечки што идат што се искусни фриленсери на вакви настани и одвај чекаат да споделат своето искуство и знаење. Значи и да сте почетник и да сте искусен фриленсер кој што имал година, две и помалци искуство и удрило некој зид, тука има многу искусни фриленсери кои што можат да споделат знаењето и да си помогнат едни на други. Затоа вакви настани се многу интересни, градат цела заедница од фриленсери кои се тука си еден за друг, значи сите цело време си помагаат. Фриленсер е неформално вработување, односно работење на различни проекти. Дали тоа е најчесто за странство, од кај нас работат на различни проекти во различни многу сфери, значи од, како што рекавме, графички дизајнер, IT, проект менеджмент, маркетинг, во секакви сфери тоа може да се употреби. Во која област најмногу има фриленсери кај нас? Кај нас ги има во многу области, значи има многу дечки IT што работат програмирање, има многу маркетери, проект менаџери, UI, UX, преведувачи, има многу сфери. Импакт фондација. Сето ова, значи овој настан е во организација на Импакт фондација. Постоите од 2019 година. Формирани сте, значи, веќе 4 години. Успешно работите на нашиот македонски пазар. Да ми кажете, кои ви се цели и активности покрај овие настани што ги организирате? Да, значи ова низа на настани ја организираме ние, но е поддржана од Америчка амбасада. Како што рече Импакт фондација, ние постоиме од 2019 година и целта нас ни е младите да добијат
пристап до самовработување и поголема конкурентност на пазарот на трудот. Тоа гледаме да го направиме преку работење на програми кои создаваат економски прилики кај младите за зелени и работни места. Овој настан се случува во четврток во 18 часот, еве овде во Среќа бар, односно во Стартап Скопје. Што по овој настан? Значи што имате или можеби некој настан, некој нов проект да најавиме за нова 2024 година? Да, го што споменав, овој ќе ни е прв настан во низа на други настани. Планираме уште многу други вакви настани да организираме во текот на следната година, значи јануари, февруари, март и април ќе има слични вакви настани каде што секој што е заинтересиран за фриленсинг може да дојде да се запознае повеќе со можностите или некој кој почнал со фриленсинг, но некој заглавил, тука ќе има можност да се запознае со искусни фриленсери, да споделат искуство и знаење, да си помогнат едни на други. Значи, овој настан е еден од низата настани кои што следуваат во наредната година. Огнен ќе има можност и прилика да се среќаваме повторно, да најавуваме повторно ваши настани. Благодарам многу за учеството, за вклучувањето во живо во нашата емисија Добро утро секој утро. Посакувам срекни празници, срекна нова година и до скоро видување. Фала ви вас, срекни празници и срекна нова на сите. Ние ќе се одјавиме со ова прво линковско вклучување, Слободанка, доколку имаш некое прашање повели, ако не се гледаме за 1 час повторно. Само ќе упатам голем поздрав до гостинот, внимателно ве слушав и посакувам многу успеси во иднина. Поздрав до тебе, се гледаме ние.